Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Гласна надежда. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Гласна надежда. Се гледаме. Драги гледачи, добро утро и овутро. Сречен поздрав од студиото на радио Гласна надежда од Кавадарци. Ја започнуваме и ова наша денешна програма. Верувам дека сте добро и дека деновите кои се зад нас, седмицата ја поминавте во добро. Иако времето беше променливо облачно, имаше и сончеви интервали, но вчера скоро секаде врнеше. Јас бев во Скопје и таму врнеше, па еве и во Кавадарци, но утро во 8 на променливо облачно во Кавадарци со плюс степени. Релативно е топло и во останатите делови на нашата земја, според метеоролошката карта што имам овде. Температурата се движи утрово од 0 во крајните западни делови на нашата земја, па до плюс 8 во Гевгелискиот регион. Што се однесува до денешната временска прогноза, таа гласи дека ќе имаме променливо облачно време со кратки сончеви периоди со повремени врнежи од дожд. Ќе дува слаб ветер од јужен правец. Во Скопје променливо облачно со повремен дожд. Температурите, како што спомнав, се позитивни утринските, така ќе бидат и дневните од плюс 6 во крајните западни делови до плюс 13. Исто така во Теквишијата ќе биде од плюс 7 до 13 степени. Во Охридскиот регион променливо облачно од 2 до 11, Скопје, како што рековме, слично и како и во Кавадарци, од 7 до 13, Беровскиот од 4 до 7, Куманово од 4 до 8 и така натаму. Така ќе биде и за викендот, значи ако планирате некаде да одите во планина, во прошетка, понесете си чадор. Утре ќе биде облачно, почнувајќи од јужните делови со врнежи од дожд, кои во текот на денот ќе се прошират на секаде на целата територија на нашата земја. Температурите ќе бидат малце пониски, значи ќе се движат најмногу до 10 дневните, а утринските ќе бидат од минус 1, значи до 10 степени на целата територија на нашата земја. Ќе дува слаб до умерен ветер во западните делови и ќе има североисточен ветер, а во источните од југоисточен правец. Во Скопје облачно со повремени врнежи од дожд. Така ќе биде, значи, за време на викендот, ќе има интервали на сонце, на дожд, но температурите ќе се искачат до 16 степени, значи очекувајте позитивни температури во текот на утрешниот во недела и до понеделник. Што се однесува до продноста на патиштата, од Автомотосојузот на Македонија објавуваат извеште дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по влажни коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од нашата земја. Прве да ги посетиме и граничните премини. Граничниот премин Богородица, грчко-македонската граница. Значи има неколку камиони кои чекат за излез од нашата земја, но за влез нема никакви возила. На Табановце гледам дека има една мала колона на автомобили кои чекат за влез во нашата земја, но за излез нема никакви задржувања. На граничниот премин Дебев Бајер исто така нема задржување, така да продноста е голема, така не може да некој ве запре. Еве тоа беа почетните информации. Почнуваме гледачи, одиме сега со една песна, потоа ќе се вратиме да продолжиме нашата програма. Pa ajdemo ovu pjesmu ponovo odpjevati, ali onako od srca, jer ja zaista jedva čekam, ne znam kako vi, ali bi volio čuti Beč.
ono vrijeme kad je tu na zemlji bio, radosti i sreće, svoju ljubav dao je svakome, pa i suze svoje zbog mene je lio. I na kraju život radi ljubavi dao je. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, jer nam život brzo prolazi, prebrzo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, da zauvijek gledam to lice njegovo. Znam da uskoro će Isus opet doći, zapjevat će mnogi, klicati u slavu Bogu svom, i sa njime tada želio bi poći. Tamo gdje mi spremam svoj nebeski vječni dom. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, jer nam život brzo prolazi, prebrzo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, da zauvijek gledam to lice njegovo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, jer nam život brzo prolazi, prebrzo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, da zauvijek gledam to lice njegovo. Da zauvijek gledam to lice njegovo. Hvala vam lijepo. После овогбова песна на групата Путници, еве ја продолжуваме нашата програма во живо, почитувани гледачи. Ја следите утринската програма Добро утро на Радио Глас на надежта. Како што знаеме, денеска е 3 март, петок, 2023 година, 62 ден во годината. Да се подсетиме што се случило во историјата токму на денешен ден. Еве што се случило 1359 година. Тоа е многу одамна од нас. Значи на денешен ден 1359 година силна турска војска под водство на Мурат од Галиполе го почнале освојувањето на Европа. Галиполе е првиот имот на турците во Европа, што во 1354 година го освоија од ослабнетата Византија. Дотокаш владеело тоа Византинско царство. Турците брзо ги зазеле важните упоришта, како што биле Дарданелите, Чурул, Мазели и Бургас. Во такви услови набрзо бил освоен и Андрианополис, Едрене, втор град по големина во Византија. Познато е дека 500 години Македонија била под турско робство, меѓутоа еве денеска сме слободна држава. На денешен ден 1652 година роден е англискиот писател Томас Отвеј,
čiji tragediji во stihovi se odlikuvat so poetski dar i silna tragičnost. Na današnji den, 1703. godina, umrel angliskiот fizičar Robert Hooke, sekretar na Kralskото društvo во London. Има много настани кои се одиграле и кои се случиле во минатото, но еве неколку интересни факти да пренесам за нас кои се. Во 1822 година повеќе од 8000 востаници и цивилно население во Негош го прогласиле избавувањето на Негошкото, односно избавувањето на Негошкото востание против османлиското владење. Знаеме дека еве и во Србија владееле турците, па се кренало во 1822 година востание од 8000 војници против османлиското владење. Во 1861 година со манифестот на царот Александар II во Русија било киното кметството. Повеќе од 47 милиони кметови биле ослободени од личната зависност од господарите и поврзаноста со земјиштето и добиле право на тргување да се занимаваат со занајети и со сите работи во земјоделието. 1980 година на денешен ден во Брест Липтовски бил потпишан договор за мир меѓу централните сили на Советската Русија и Русија морала да прифати тешки материјални остапки и да ја плати војна оштета на Германија во износ од 6 милиони златни марки. Кон крајот на 1980 година биле потпишани клаузулите на овој насилно и изнуден мир. Добро, еве, нудиме нешто во посовремено време, негде во Македонија. Во 2002 година во Скопје во гинеколошката клиника била породена Лилјана Илиевска, 32 години од селото Вевчани Струшко, донесувајќи на свет 5 бебиња. Зато е запишано, не затоа што се породила жена, многу жени се секојдневно пораѓаат, меѓутоа ова е во Македонија чудо, односно многу ретко, значи на свет ова жена донела 5 бебиња, 3 женски и 2 машки. Таткото на децата бил Мишо Илиевски. Воопшто можеби не е битно кој бил таткото и како се вика мајката, меѓутоа бидејќи ретко е да жена се породи со 5 бебиња и по природен пат, еве, затоа е тоа запишено како сеќавање во историјата. Еве уште еден податок, 2016 година, на 80 годишна возраст во Скопје починал академик Томе Серафимовски, познат македонски скулптор. Серафимовски создал од над 550 скулптури во бронза, мермер, оникс, дрво и така натамо. Еве, тоа беше рубриката на денешен ден, значи 3 март во историјата настане, кој верувам малку не подсетија на она што сме го учеле во текот на историјата. Не знам дали користите часовник, почитувани гледачи, сигурно кога станавте наутро го погледнавте часовникот, дали на мобилниот, дали таму на ретровизорот што постои некаде, во колата или како е да е, во многу градови, во многу места има градски часовници и часовникот е многу важен за да го мери времето. Еве една кратка приказна. Во еден мал град, часовникот во излогот на Златарницата запрел еден ден во 15 до 9. Значи, застанал сатот наутро во 15 до 9. Многу од жителите на градот зависели од тој часовник за да го знаат точното време. Тоа утро вработените мажи и жени погледнале низ излогот и виделе дека е само 15 до 9. Децата на патот до училиште се изненаделе кога виделе дека има уште многу време за шетање. Многумина тоа утро задоцнеле бидејќи малиот часовник во излогот на Златарницата запрел. Бог го поставил својот остаток на христијани како часовникот во излогот на Златарницата во известна смисла да биде духовен часовник за овој свет. Дали сме ние такви? Наистина, кратка приказна, но многу содржајна. Многу луѓе го гледале часовникот и си рекле, има време. Бидејќи
Рекоме часовниците го мерат времето, да знаеме како да се ориентираме, меѓутоа да го планираме времето, но еве овој часовник задоцне, односно застанал и многу луѓе задоснеле на школа или на работа. И затоа пораката е овде. Ние сме како христијани тој часовник кој треба да ги насочиме луѓето кон Бога. Дали сме ние тој вистински духовен часовник или пак сме под наводници застанале и луѓето мислат дека има се уште многу време до крајот на светот. Меѓутоа никој секако не го знае крајот на светот. Одиме сега со читање на Библијата. Денеска го имаме 46 псалом. Краток е, но многу е содржаен и сакам да го споделам со вас, почитувани гледачи. Бог ни е закрила и сила, секогаш присутна помош во неволја. Затоа не се плашиме, па макар и земјата да се разниша и планините сред море да пропаднат, и да бучат и да се пенат водите негови и горите да се тресат од нивните бранови. Има една река во Божиот град, чии води ги веселат светиот храм, каде што Севишниот има свој дом. Бог е сред него и тој нема да падне, од рани мугри Бог му е помош. Народите се бунтуваат, царствата паѓаат, гласот негов грми, земјата се топи. Со нас се мокниот Господ, наша тврдина и Јакововиот Бог. Дојдете, видите ги делата Господови, страшните чуда што тој на земјата ги направи. По целата земја тој војните ги запира, лакови крши, копија дроби и штитови со оган гори. Занемете и знајте дека јас сум Бог, возвишен меѓу народите, возвишен над земјата. Со нас е семокниот Господ, наша тврдина е Јакововиот Бог. Навистина прекрасни зборови, 11 текста од Псалмот 46. Насловот е Господ е заштитник на својот народ. Затоа Давид вели, нема да се плашиме, па макар и земјата да се разниша и планините сред море да пропаднат. Да, се ниша земјата во многу делови на светот. Тоа Библијата го прорекла дека ќе има земјотреси. Прочитајте го Матеј 24 глава и ќе видите многу информации, многу пророштва кои се дадени токму за наше време или пак во времето пред Христовото второ доаѓање. Но што е да се случи, Господ ќе биде со нас, па и да прекине нашиот живот, ако бидеме на Негова страна, не треба да се плашиме, почитувани пријатели. Еве, тоа беше Псалмот 46. Продолжуваме сега со уште една песна. Продолжуваме нашата програма. Почно гледачи, ја следите утринската емисија Добро утро на Радио Глас на надежда. Ве поздравам сите вас кои денеска сте со нас и ја следите во живо ова наша програма. Верувам дека сте добро. Поздрав до гледачите од Македонија, кај што ги има и најмногу, потоа од соседството, од Германија,
ги поздравуваме гледачите, па и сите оние кои во наредните денови ќе ја следат како снимен материјал, бидејќи ова емисија се снима и ја поставуваме на нашата YouTube страница Радио Глас на надежда, каде што може да ги погледнете и сите останати досега имитувани емисии. Следува рубриката Вести од светот. Денес имаме интересно искуство кој ни доаѓа од Боливија. Еве на почетокот само неколку информации каде се наоѓа Боливија. Боливија е држава независна која се наоѓа во Јужна Америка. Граничи со Бразил, со Парагвај, Аргентина, со Чиле и на југозапад со Перу. Главен град на државата според уставот е Сукре, а седиштето на владата е Ла Пас. Интересно, државата има 37 службени јазици, а наизборувани јазици се шпанскиот, кечунскиот, ајмарскиот и гваранскиот јазик. Боливија има население околу 10 милиони жители. Над 50% од населението се јужноамерикански староседелци, меѓу кои најголеми се кечуните, ајмарите и гвераните. Може да пронајдете многу информации за Боливија. Пред европската колонизација на Америка, Анскиот регион на Боливија бил дел од познатата империја на инките, една од најстарите нации или народи во тој дел на светот. Добро, значи денешните вести ни доаѓаат од ова јужноамеричка држава Боливија. Искуството ќе ни го раскаже Гилмеро, чудо среде пандемијата. Боливија поминувала низ карантин за време на пандемијата COVID-19. Сите цркви биле заклучени, богослуженијата и другите активности биле забранети поради стравот од ширење на вирусот. Така беше, се сеќавате, и во Македонија, па и нашите цркви адвентистички, скоро сите беа затворени во нашата мисија. Мали групи верници почнале да се собираат во домовите на некој од нив во вториот поголемина град во Боливија, Ел Алто. Гилмеро искрено се молел Бог да му покаже на кој начин можат луѓето да му служат среде пандемијата. Додека се молел, една идеја му дошла на ум. Зошто богослужението да не го одржуваме во природа надвор од градот? Со многу молитви и помош од другите верници на црквата било одлучено богослужението да се одржи на едно од многобројните ридови околу градот. Групата го избрала брдото кое народот Ајмар го нарекувале Вања Кута, што во превод значи суво езеро. На првото собирање на црквата во сабота се појавиле само 8 верници. Луѓето не се охрабриле што биле во мал број, продолжувајќи да се собираат секоја наредна сабота. Значи, некои се обесхрабриле, се плашиле да излезат, но другите не се обесхрабриле, иако биле само 8 души, продолжиле и во наредните саботи да се собираат. Додека се молеле и го прославувале Бога, луѓето почнале да доаѓаат во се поголем број. По 3 месеци групата пораснала на 100 луѓе, меѓу кои имало адвентисти, евангелисти и верници на другите верски христијански деноминации. Студениот дожд и загриженоста не ги обесхрабриле овие верни мажи и жени, млади и деца да пешачат околу 2 километри до врвот на ридот каде што се одржувало богослужението. Една мисла претежнала во нивните мисли. Истрајно да продолжиме да се качуваме, бидејќи Бог е со нас. Таква мисла провејувала во нивните умови. Имале доверба во Бога, се молеле, се надевале и постеле. Молејќи се на колене и пејќи на врвот на ридот, го прославувале Бога со голема радост. Ове собирања во сабота биле прекрасен благослов. Многу луѓе го бареле Господа и покрај тоа што се соочувале со голема невработеност и болести. На ридот се качувале со очи полни со солзи, но и со вера дека Бог ги води работите и дека може да направи големи чуда за нив во нивните животи. Се храбриле едни со други со стихови од Библијата.
a mojot Bog ќе исполни славно секоја ваша потреба според своето богатство во Исуса Христа. Тој е цитат од Филипјаните 4 глава 19 стих. Додека светот се смирил по пандемијата, проповедањето на вечното Евангелие не запрело. Како резултат на чудото од ридот за време на пандемијата, 13 луѓе му го предале својот живот на Бога и се крстиле. Денес ова верна група на луѓе од ридот станала заедница со повеќе од 50 верници, која во сабота се собира во една изнајмена сала. И покрај пандемијата, Евангелието се ширило во вториот град по големина во Боливија, Ел Алто. Меѓутоа постојат делови од градот во кои се уште нема адвентистичка црква. И затоа секој што може да помогне финансиски ќе биде добредојдени тие средства да се изградат молитвени домови во овие делови на градот кај што се уште нема богомоли, односно молитвени домови. И тоа беше ова интересно искуство на овој верник кој навистина го раскажа и ни ги пренесе овие информации за време на пандемијата. Ете, црквите биле затворени, но тие се молеле горе на ридот. Еве информација интересна. Боливија има најголема солена рамнина на светот, Саларис де Ујуни, која зазема простор од 10.582 км квадратни и се наоѓа на 3.656 метри надморска височина. Ова солена рамнина е 100 пати поголема од познатата друга која се наоѓа во Америка. Ова боливијска рамнина содржи 50 до 70% од светските резерви на литиум. Литиумът е скап метал, односно многу баран во светот. Национални животни во Боливија се ламата и кондорот. Официјален јазик во Боливија е шпанскиот, иако постојат, веќе рековме, околу 36 староседелски народи, односно јазици кои се служат и се говорат во таа држава. Еве, тоа беше првото искуство, ќе имаме и друго искуство во наредните емисии, но следете нашата програма и ќе споделуваме интересни искуства на луѓе кои го запознале Господа, се обратиле и сториле завет со Бога. Многу е важно, почитувани гледачи, да направиме завет со Бога и тоа како возрастни. Може би некој од вас е крстен како мало бебе. Тоа нема вредност пред Бога. Па и вие самите не сте биле свесни за тоа што вашите родители го направиле. Затоа ако сега сте возрастен и сакате да му служите на Господа, обратете се кон Бога, читајте Библијата и сторете завет по пат на библиско крштевање со потопување во вода. Зашто зборот крштевање значи баптизо. Тоа е целиот човек да биде потопен во вода. Тоа е една символика што е многу важна да ја направиме во нашиот христијански живот. Продолжуваме сега повторно со песна.
Продолжуваме со нашата програма. Почно гледајќи, сакам да ве поздравам и вас, кои меѓу време се вклучивте и во живо ја следите нашата утринска програма Добро утро. Емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Следува рубриката Кратка порака од пастор Михајло Горев под наслов Што представува молитвата. Верувам дека се молите, но еве ќе слушнеме кратка порака што за тебе, за мене представува молитвата. Да слушнеме пораката. Кога разговараме со членовите од семејството или со пријателите, ние изнесуваме многу повеќе од информации. Ги изнесуваме своите ставови, своите чувства и емоции, нашите болки и радости. Всушност, меѓусебните односи се развиваат кога сме заедно, кога одвојуваме време за нашите најблиски, за пријателите и тогаш го споделуваме она што го носиме длабоко во нас. На тој начин ние се поврзуваме со нив. Такви треба да бидат и молитвите што ми ги упатуваме на Бога. Молитвата е многу повеќе од барања и молби упатени кон Бога. Молитвата е начин на живот, израз на лична поврзаност со Бога. Молитвата е дел од нашата блиска врска со Бог, кој е наш пријател. Нашите молитви често изгледаат како список од барања. Ние само бараме и бараме и бараме, а Бог сака пред Него да ги изнесеме најдлабоките нишки од нашиот живот како пред свој пријател. Мајка Тереза еднаш кажала: молитвата не е барање. Молитвата е ставање на самиот себе во Божји раце, нему на располагање и слушање на неговиот глас во длабочината на своето срце. Со Бога можеме да разговараме како со пријател, водејќи сметка дека одржуваме врска со небесниот татко. Како што не можеме да одредиме образец за разговор со пријателите, така ниту молитвата не можеме да ја сведиме на низа од правила. Преку молитвата лично му го соопштуваме на Бога она што го мислиме и чувствуваме и го слушаме неговиот одговор. Бог сака кога ние се молиме. Мудриот Соломон во неговата книга Мудри изреки 15 глава 8 стих, која се наоѓа во Библијата, запишал: молитвата на праведните му е пријатна. Библијата не уверува дека Бог ги слуша добрите луѓе кога се молат. Очите на Господа се вперени кон праведните и ушите негови кон нивните молитви. Тоа го запиштал апостол Петар во своето прво послание во 3 глава 12 стих. Вистинскиот повод за молитва е блискоста со Бога, напишал Освалд Чемберс. Како што поминуваме време со блиските пријатели, отворено зборувајќи за себе, така и нашиот разговор со Бога е време на блискост со оној кој најмногу не сака. На Бога можеме да му кажеме се, ама баш се, со длабока сигурност дека нема да бидеме никогаш повредени, ниту пак изневерени од Него. Библијата не советува: отворете го срцето ваше пред Него. Ова го запишал израелскиот цар Давид во Псалм 62, 8 стих. Давид во своите псалми ни дава пример како се прави тоа. Библијата не советува да се молиме постојано, односно често. Иако можеме да се молиме во кое било време и на кое било место, сепак за редовното молитвено време потребно е да се најде мирно место на кое ќе можеме без вознемирување да разговараме со Бога. Разговорот со Бога е посебно задоволство. Не мора да закажуваме состанок, бидејќи со Него можете да разговарате во секое време. Свесни дека тој е вашиот најдобар пријател, можете да се потпрете на Него. Бог никогаш нема да ви изневери. Поделете ги со Него сите своји радости и сите своји товари. Како што кажува старата изрека, поделениот товар е наполу полесен. Споделената радост е двојно поголема. Апостол Петар ни го дава следниот совет: сите ваши грижи префрлете ги врз Него, зашто тој се грижи за вас. Во 1 Петрово послание, 5 глава, 7 стих.
Со нашиот Бог можеме да разговараме како со пријател. Зато практикувајте го она што го запишал Џон Бањан. Кога се молите, подобро е срцето да ви биде без зборови, отколку зборовите да не ви бидат од срце. Така нека биде и вашата реалност. Dušo moja, prekrasno to ime Isus, sve što ti napravi dobro, nego zaboravaj, amin. Slavi go Bog, dušo moja, slavi go Bog, dušo moja. Tvoj koji mi prosti grehovite, tvoj koji mi duša izlekува, njemu je slava sob sami i pesna od srce, ja svečno tje pevam. Slavi go dušo, slavi go ja, prekrasni go i dušo moja, sve što ne radi, slavi go Bog, slavi za Bog duša moja. Slavi go dušo, slavi go ja, prekrasni go i dušo Isus, sve što ti napravi za Bog, slavi za Bog duša moja. Tvoj koji volaka me uteši, tvoj koji me nešto razveseli, njemu je slava sob sami i pesna od srce, ja svečno tje pevam. Slavi go dušo, slavi go ja, prekrasni go i dušo moja, sve što ti napravi, slavi go Bog, slavi za Bog duša moja. Slavi go dušo, slavi go ja, prekrasni go i dušo Isus, sve što ti napravi, slavi go Bog, slavi za Bog duša moja. Tvoj koji od smrta me izbavi, tvoj koji me čuva i den i noć, njemu je slava sob sami i pesna od srce, ja svečno tje pevam. Tvoj koji je drži vselenata, tvoj koji svoje gnezdo spoznava, njemu je slava sob sami i pesna od srce, ja svečno tje pevam. Slavi go dušo, slavi go ja, prekrasni go i dušo Isus, sve što ti napravi, slavi go Bog, slavi za Bog duša moja. Slavi go dušo, slavi go ja, prekrasni go i dušo Isus, sve što ti napravi, slavi go Bog, nego za Bog duša moja. Slavi go dušo, slavi go ja, prekrasni go i dušo Isus, sve što ti napravi, slavi go Bog, slavi za Bog duša moja. Slavi go dušo, slavi go ja, prekrasni go i dušo Isus, sve što ti napravi, slavi go Bog, Свештеникот го почнал обредот како што било предвидено. Го зел детето на раце и го држел пред олтарот. Кога ги го вратил на мајка му, во книгата на првенците го запишал името Исус. Додека го држал детето на раце, не насетувал дека тоа дете е небесното величество, царот на славата. Свештеникот не помислил дека ова дете е оној за кого Мојсей пишувал: Господ Бог ќе ви подигне од вашите браќа пророк, како мене.
Poslušajte se što ke vi kaže toj. Toj ne misel deka ova dete onoj čije što slava Mojsej sakal da je vidi. Međutoa, na racete na sveštenikot ležel onoj koji je pogoljem od Mojseja. I koga go zapišal imeto na deteto, go zapišal onoj koji bil temel na celokupniot evrejski način na živenje. Ova ime stavilo kraj na seto toa, zašto sistemot na žrtvite i darovite zastarel. Simbol rečisija pokažal svojeta vistinska slika, senkata svojeta stvarnost. Slavata na Božето присуство го напуштила светилиштето, но во детето од Витлеем била засолнета славата пред која се клањаат ангелите. Ова несвесно дете било ветениот потомок на кого укажувал првиот олтар подигнат пред вратата на Едем. Тоа бил Месија, кнезот на мирот. Тоа бил оној кој му се објавил на Мојсеја, и јас сум. Тоа бил оној кој во столбот од облак и оган му бил водач на Израел. Тоа бил оној за кого уште во старо време пророкувале пророците. Тој бил копнежот на сите народи, коренот и фиданот на Давида и сјајната звезда Деница. Името на ова безпомошно дете запишено во книгата на Израел со што бил прогласен за наш брат, било надеж за паднатиот човечки род. Детето за кое е платен откуп било оној што ќе го плати откупот за гревовите на целиот свет. Тој бил вистинскиот првосвештеник, над Божиот дом, поглаварот кој има вечно свештенство, посредникот од десната страна на небесното величество. To беше кратката порака од студентот Александар. Чита делови од книгата на Копнежот на вековите. Доколку сакате да имате и вие ова книга, почитувани гледачи, по цена само 300 денари со попу секако може да ја порачате во нашата редакција, а ние ќе ве испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја достават до вашата домашна адреса. Значи, прекрасна книга која има преку 700 страници, го опишува животот на Исус Христос со многу убави информации за Исуса, но и поучни цитати за нашиот христијански живот. Значи, книгата Копнежот на вековите само за 300 денари за вас, почитувани гледачи, доколку се јавите и секако ја порачате преку нашата редакција. Не знам дали сакате искуства животни. Јас многу сакам да читам, да слушам животни искуства на луѓе кои се обратиле, односно го запознале Господа Исуса Христа. Еве имам едно искуство, кратко, кое носи наслов "Како го запознав Исуса во продавница". Го раскажува Хонг Сун Ми. Искуството ни доаѓа од Јужна Кореја. Личеше како да животот не може да стане полош од тоа што веќе е. Значи, живеала еден тежок живот ова господја. Мојот сопруг беше погоден од рак на коскената срцевина. Потоа неговите родители починаа. Морав да платам за погребот на свекрвата сама, а потоа да ја превземам одговорноста за издржувањето на моето семејство. Понекогаш немав ниту 1000 корејски војни, а тоа е $1 американски дневно, некаде околу 50 до 60 наши денари, почитувани гледачи. Тоа вели дека само по $1 американски имало дневно, за да платам, вели, за училишниот прибор на мојот син. Мојата плата не беше доволна за да ги покрие болничките сметки на мојот сопруг. Секој ден се грижев дека нема да имам доволно пари за да купам храна, ориз да купам да го нахранам моето семејство. Плачев, се чувствував толку осамено. Потоа ја запознав Парк Јаон Сук. Таа не беше роднина наша. Значи, немавме никаква врска, па дури ниту пријателка, но се обиде да ме расположи.
Таа виде дека се борам финансиски и ми даде дополнителна работа во низината продавница во Ханам, предградие на главниот град на Јужна Кореја во Сеул. Дополнителните пари помогна да се платат трошоците за живот и сметките за болницата. Бев многу благодарна за работата, но забележав нешто необично за Јеон Сук. Изгледаше посрекна од другите луѓе. Мислев дека ова е чудно, но многу ме трогна низината радост. Кога ја запознав, видов дека оди во црква во саботите и продавницата во сабота не работеше. Таа не се грижеше за приходите што ги губеше, затворајќи ја продавницата еднаш во недела, во седмицата. Значи, во сабота, еднаш во седмицата, дукенот не и работел. Јас бев атеист, но сакав да одам во црква со неја и да открием зошто има таа таква радост и мир. Јеон Сук никогаш не ме покани во низината адвентистичка црква на 7-миот ден, но јас решив од срце да одам. Така почнав сама да одам во црква и да ја проучавам Библијата. Кога дознав за Бога, небесниот мир дојде во мојот живот. Му го дадов срцето на Исуса и се придружив на адвентистичката црква на Западен Ханам, каде што сега служам како ѓаконка заедно со Јеон Сук. Има многу работи што не ги знам, но верувам во Бога, од дното на своето срце. И Јеон Сук никогаш не ми зборуваше многу за Исус, но јас го видов Исуса во низиниот живот. Истиот Исус што го сретнав низ низиниот живот, сега живее во моето срце денес. Ова година мојот сопруг и син исто така се крстија и се придружија на адвентистичката црква, односно адвентистичкото семејство. Личи како да животот не може да стане подобар од тоа што веќе е. Благодарност до Бога што достигна до моето семејство преку Јеон Сук и низината продавница. Верам дека многу беше интересно искуството што го слушнавме. Понекогаш не треба ни да зборуваме, не треба многу да зборуваме за нашата вера. Нашиот живот сведочи многу повеќе каде сме, што сме и каде припаѓаме. Гледате, ова господја, ова сестра, ова верничка, Јеон Сук, не сакал дури ниту да ја покане ова нејзина работничка во сабота да дојде во црква. Меѓутоа, 6 дена таа сведочела со својот живот дека навистина му припаѓа на Бога. И оваа жена, ова господја, која имала тешки проблеми во животот, во семејството, била разочарана, била во сиромашно семејство, мажот болен од рак, свекрвата починала, таа морала да заработува за живот, како што и самата вели, $1 американски немала понекогаш да уплати, вели, за училишниот прибор на низиниот син. Меѓутоа, ова сестра, која со својот живот и со својата работа, значи во сабота не работела, дукенот мирувал. Јас знам и други такви верници кои секако нивните дукени, нивните продавници, нивните фирми во сабота не работат, затоа што сабота е 7-ми ден за прослава на Господа. Но нека и ние, почитувани со нашите животи, сведочиме дека сме на вистинската страна. Одеме сега со уште една песна и полека ќе одеме при крајот на ова наша денешна програма. Кога денот си оди и ноќта се спушта, ти остануваш тука, нежно чуваш ме. Постела кога легнам и безгрижно сонам, и в сонот брода ти тука си. Кога секоја надеж во мене згасне, ноктативка, тажен сум јас, ме охрабруваш. На колена слаби кога искрено молам, срцето свое го предавам, ме окрепуваш. Понекогаш кога заборавам дека ти со мене си, прости ми, благодарам што со мене си. И
koga na pogrešen pad sumane, ne gledam jas, prosti mi, popravi me, nauči me. Pomogni mi da se kogaš kraj tebe ostanam jas, tuka sam siguren, kraj tebe bezbeden. Blagodaram što god tebe možem da se nadevam, blagodaram, blagodaram, blagodaram. Ponekoga škola zaboravam te kad ti so mene si, prosti mi, blagodaram što so mene si. I koga na pogrešen pad sumane, ne gledam jas, prosti mi, popravi me, nauči me. Pomogni mi da se kogaš kraj tebe ostanam jas, tuka sam siguren, kraj tebe bezbeden. Blagodaram što god tebe možem da se nadevam, blagodaram, blagodaram, blagodaram što kraj mene si. Što kraj mene si. Što kraj mene si. Evo pri kraju nova naša utrинска програма. Почнало реч би сакал да малку се подсетиме за хранливоста на спањакот. Верувам дека го користите во вашата исхрана, меѓутоа ве насловот нова размислување, односно нови совет е спањак, благослов од градината. Да видиме зошто е вреден, зошто е користен спањакот. Спањакот се смета за еден од најздравите зеленчуци. Во нашата традиционална кујна спањакот е застапен во различни рецепти и салати. Уште од деца го слушаме тоа, па кај некои луѓе дури е создадена одбивност према спањакот. Знаете, онај цртен филм Попај Морнарот, се сеќавате пред 20 години, 30, кога јадеше спањак и силни мускули и никој не можеше да го совлада. Да видиме зошто спањакот треба да го користим. Број 1. Висока хранлива вредност. Спањакот е многу богат со низа на микронутринети, витамини, минерали, па и растителни влакна. Од друга страна има доста ниска калориска вредност. Ова го прави спањакот храна со висока нутритивна густина. Понатаму, спањакот може да делува за намалување на растот на малигните клетки. Иако се потребни повеќе студии за ова тема, сепак има многу студии кои укажуваат дека спањакот може да допринесе во борбата со клетките на канцерот. Понатаму, број 3, спањакот може да помогне во превенција од кардиоваскуларни заболувања. Благодарение на антиоксидантивниот состав, спањакот може да го ограничи хроничното воспаление во телото, што е еден од главните ризик фактори за развојот на коронарни срцеви заболувања. Студиите покажуваат дека спањакот може да го заштити здравјето на срцето преку потикнување на создавањето на азотна киселина, која ја подобрува циркулацијата, го намалува крвниот притисок и го подобрува здравјето на крвните садови. Ова го попречува натрупувањето на холестеролот и на тој начин превенира од појава на артеросклероза. Спањакот е богат и со специфични каротеноиди, кои исто така се поврзуваат со намалувањето на хроничното воспаление и болеста кои потоа следува. Четврто, може да помогне и во одржување на силен имун систем.
Пето, спањањето може да доприносе за стабилизирање на шекерот во крвта. Спањањето содржи компоненти наречени фитоегдистероиди. Во научните студии стероидите покажуваат стимулирачко, дејство на катаболизмот во гликозата, со што го одржува стабилно низиното ниво во крвта. 6. Помага во одржувањето на здравјето на очите. 7. Спањањето помага за поздрави коски. 8. Добар извор на магнезиум. Спањањето исто така еден од најбогатите природни извори на магнезиум. Магнезиумот е многу значајна компонента за повеќе функции во организмот. Еве, накратко се запознавме со хранливоста на спањањето. Нашите зелени пазари, па и вие кај што живеете, почитувани гледачи, сигурно се богати пазарите со спањак. Сега е зимно време, полека одиме кон пролете, ке има и нов спањак, но како е да го користиме во нашата секојдневна исхрана. Почитувани гледачи, доколку сакате вие да изучувате Библијата, да имате и добро здравје, не само физичко, туку и духовно здравје, тогаш ви препорачуваме дописната библиска школа за проучување на оваа света книга, Библијата или Светото писмо. Вие нудиме дописната библиска школа онлайн, bibliјатазборова.mk. Еве сега ќе видиме рекламата, слободно отворете на вашите компјутери, зачленете се, проучувајте ја, Библијата е бесплатна и на крајот ќе добиете една соодветна диплома како сеќавање на вашето проучување на оваа дописна библиска школа. Да ја видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Полека дојдовме до крајот на оваа денешна утринска програма. Почитувани гледачи, би сакал да ги поздравам сите оние кои ја следи ова наша емисија, значи од Македонија, од Србија, имаме од Хрватска, Германија, Австрија и од многу други земји. Некои ни пиша во нашата програма, па еве сакам да ги поздравам, значи Рајма не поздравува од Кавадарци, потоа имаме од Ѓорги Митров од Кавадарци, Нинка исто така од Кавадарци, Асен од Колешино, Лидија од Велес, благодариме на поздравот, Фарија од Кавадарци, Еда, која се наоѓа со сопругот во Германија, поздрав и до вас, Весна од Колешино, поздрав до Весна, и Душко Прнков од Хрватско, од Вараждин, лично се познаваме, Дуле, секој добро и за тебе. Еве, почитувани гледачи, пред да ја завршим емисијата, сакам денеска да ви го понудам овој бесплатен трактат зошто реаѓањето на Иса, значи на Исус Христос, во Коранот е третирано уникатно. Бесплатно книже, мало е, но ако сакате да го имате, пишете ни, ние ќе ви спратиме по пошта. Да се запознаете и со делови од Коранот и делови од Библијата, но пред се ќе се запознаете со животот на Исус Христос. Зошто реаѓањето, значи, на Исус Христос е уникатно запишано во Коранот или е третирано уникатно во Коранот. Тоа е света книга за браќата муслимани, но како е да е, доколку сакате да го имате ова книже, пишете ни во нашата редакција, а ние по пошта ќе ви го испратиме на вашата домашна адреса. Еве, полека дојдовме до крајот и на ова
петочна утринска програма. Само сакам да ви напоменам и да ве подсетам, почитувани гледачи, дека наредната емисија во понеделник нема да оди во живо од студиото на Радио Гласна надежда. Јас и техничарот ќе бидеме отсутни, но се надеваме дека ќе ви се јавиме од едно друго место во живо, барем да ве поздравиме, значи од местото каде што ќе се наоѓаме, но затоа ви закажувам, ако Бог даде живот и здравје, нова средба ќе имаме таму некаде на 10 март, повторно од ова студио на Радио Гласна надежда. До тогаш следите ги нашите два YouTube канали, значи Радио Гласна надежда и Гласна надежда ТВ. Верам ќе ги запаметите, може повторно да ја слушнете ова емисија и да значи да видите ова реклама Радио Гласна надежда на YouTube секако и Гласна надежда ТВ. Таму се објавени многу теми, многу интересни теми од полето на религијата, на здравјето и на археологијата. Значи, тоа се два канали кои постојано се дополнуваат со нови снимени емисии. Ви посакувам убав викенд, убави денови, Бог да биде со вас, нека ве благослови и да се видиме, ако Бог даде живот и здравје во наредната емисија. До тогаш, останете со здравје. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на Радио Гласна надежда. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Гласна надежда. Се гледаме.